Ја удриле со автомобил, потоа ја задушиле, па ја фрлиле на депонија. Потрагата по двегодишната Данка заврши трагично. Целиот Балкан е згрозен од страшната вест, што ја соопшти српскиот председател Александар Вучик. Монструозниот чин е дело на две лица кои се уапсени го признале убиството. Двајцата уапсени за делото ја однеле полицијата на местото каде што го закопале двегодишното девојче. Имamo loše vesti za ovo dete, našu malu Danku iz Bora. Policija je uhapsila dva lica koja su, ako ja ovo dobro razumem, izvršila ubistvo male Danke i koliko sam iz ove rečenice shvatio, priznali su delo obojica. S kakvim mi monstrumima imamo posla. Sad vode do mesta gde su bacili telo deteta. Станува збор за две лица на 50 годишна возраст, работници во јавното комунално предпријатие Водовод во Бор. Едниот од нив е осомничен дека со службено возило удрил во двегодишната Данка. Според информации што ги објавуваат српските медиуми, Данка била жива откако била удрена. По ударот, еден од нив излегло од автомобилот и со голи раце го задвил детето. Убијците на Данка Илик биле под дејство на алкохол кога со автомобил го удриле девојчето. Двегодишната Данка Илик исчезна на 26 март околу 13 часот и 45 минути во Бањско поле кај Бор. Кога исчезнала била со мајката и братот. Од тогаш и се губи секаква трага. Поради нејзиното исчезнување, за прв пат во Србија е активиран системот Најдиме. Додека трагаше по трагата по неа, шпекулациите беа различни. Со денови беа испрашувани нејзините родители и сите блиски во семејството. Оти во еден момент и сите беа на некој начин осомничени. Исто така се појави и видео од мало девојче во Виена, кој многу налекуваше на Данка, пошто се активираше Интерпол. За жал надежта згасна по информацијата дека е убиена само неколку минути по нејзиното исчезнување.